Здраво, драги родители! Добре дојдовте на уште едно видео за свесното родителство, овој пат на тема кога детето бара нешто од нас, а ние во моментот не сме му достапни. Ова видео ќе биде како еден диалог помеѓу родител и дете и ќе се одвива на следниот начин. Прво, детето вели: сакам да ми ја прочиташ книгата веднаш. Мајката: почекај ме за некоја минута, имам некоја одврска. Детето: ти, ама мене не ме слушаш, сакам веднаш да ми ја прочиташ книгата. Родителот: мораш да бидеш трпелива. Детето: ама нема да бидам трпелива, туку сакам веднаш да ми ја прочитам книгата. Мајката: добро, тогаш, ако не можеш да бидеш трпелива, тогаш нема ни да ти ја прочитам книгата. Диалогот помеѓу родителот и детето во овој случај се завршува со плачење од страна на детето. Ајде сега да направиме една друга комуникација, односно едно ново сценарио. Исто така, диалогот е помеѓу родителот и детето. Детето започнува повторно, вели: сакам да ми ја прочиташ книгата веднаш. Мајката: па ти гледам дека си толку желна да и сакаш да ти ја прочитам книгата. Навистина би била среќна во овој момент да можам да ти ја прочитам книгата, ама ќе мораш да ме почекаш заради одредена обврска. А сега, доколку сакаш, прашај ме на еден поинаков начин за да ти ја прочитам книгата. Детето вели: мамо, те молам, дали ќе сакаш да ми ја прочиташ книгата? И мајката му вели: ти благодарам што конечно се одлучи на еден учтив начин да ме прашаш дали сакам да ти ја прочитам книгата. Ми требаат само 5 минути да ги завршам своите обврски, евети го часовникот, земи го, гледај на сатот, кога ќе поминат 5 минути, слободно дојди и јас ќе ти бидам на располагање. После 5 минути доаѓа детето и вели на мајката: помина времето, мамо, ајде сега да ја читаме книгата. И мајката вели: точно дојде на време, сега веќе сум слободна и ќе можам да ти ја прочитам книгата. Што е ова од овој диалог што го научив некако лекција? Тоа е дека всушност или ние како родители ќе се одлучиме да научиме да соработуваме со нашите деца, или пак постојано ќе одиме во борба за моќ, за превласт со нашите деца. Дали секогаш та состојба во која што се наоѓаме за да комуницираме убаво со нашите деца, за да можеме да соработуваме, дали секогаш ќе оди глатко? Се разбира дека нема да оди глатко. Меѓутоа, она што е битно од сета ова работа е да научиме дека колку повеќе ние континуирано како родители настојуваме да избегнеме замката во која што постојано ќе потпаѓаме под влијание да сакаме да влегуваме во борба за моќ со нашите деца, толку повеќе ние ќе гледаме на овие ситуации како можности за наше растење, за наше учење, да соработуваме со нашите деца на еден добар начин, преку една здрава комуникација и здрава соработка. И истовремено тие ситуации нас, животни моменти со нашите деца ќе не научат како повеќе да не гледаме на тие моменти како на тешки моменти, како на моменти на вознемиреност, моменти кои што нас не вознемируваат, или пак како моменти во кои што предизвикуваат на некој начин досада од наша страна. Се повеќе да гледаме како на моменти кои што едноставно не учат да бидеме креативни, дури да се восхитуваме на себе си колку можеме да бидеме и ефективни и ефикасни во тие моменти со нашите деца. Драги мои, тоа би било се за ова видео. Имајте убав ден, се гледаме.